Доколку има нов силен ковид бран и зголемување на бројот на заразени, нови мерки и ограничувања ќе бидат нужни. Ова денеска го најави министерот Венко Филипче, откако во државата се регистрирани уште 5 нови случаи на заразени со така наречениот Делта сој. Во исто време размислуваме да некакви ограничувања поведеме од месец на септември или од месец октомври, доколку се соочиме со нов бран. Сепак не можеме сите да страдаме заради тоа што некој не се вакцинира, ние не може да живееме затворени. Мора сето да функционира, да биде отворен, затоа е всушност и вакцината измислена за да се врати животот во нормала. За да се избегнат нови карантини и ограничувања, но пред се да се зачува здравието, министерот подсетува дека неопходна е поголема имунизација, бидејќи сите досега заболени не биле вакцинирани. Треба да се постигне колективен имунитет од 80%, а ние сме далеку од тоа и затоа се нашите апели, нашите кампањи и преку Министерството, и преку владата, и преку канцеларијата на Европската Унија и преку УНИЦЕФ со цел граѓаните да се вакцинираат. Достапна е вакцината во сите пунктови, никој нема да биде вратен граѓаните кои што ќе се пријави за вакцинација, се со цел да имаме нормален живот. Досега во државата се вакцинирани 450.000 граѓани со една доза, што е само 22% од населението. Процентот на целосно имунизирани е двојно помал, односно околу 13.000. Треба граѓаните да се свесни дека ако не се вакцинираат, има сериозно голема шанса да заболат од болест предизвикана од вирус кој што многу веројатно ќе ги смести во болница. И кој што многу веројатно има голема шанса да имаат компликации. А го имаат овој механизам, инструмент да се вакцинираат и да се заштитат. Вакциналните пунктови ќе бидат постојано отворени, а сите заинтересирани ќе може да се вакцинираат и без термин. Во тек е и теренската имунизација, како и имунизацијата на децата до 16 години.